Денешниот утрински соговорник во Добро утро за Петар Богоевски. Петар, добро утро. Добро утро. Петар, Благодарам на публика. Петар Богоевски, кој што началствува со идејата нов концепт за Македонија. Докаде сте со таа идеја, Петар? Докаде се развива целата иницијатива, бидејќи можеби ви дојде изгодно ова одлагање малку на изборите, бидејќи започнавме така некако на неколку месеци само пред изборите. Пред изборите. Па добро, во услови на вакви мерки за заштита од коронавирусот, многу и нема простор да се действува. Гледаме да ги почитуваме 100% мерките и да ги шеруваме. Се она што го дава Министерството за здравство и општо владата, во поглед на справување со кризата, го почитуваме и во такви услови действуваме, но не се откажавме и во такви услови, пошто денешната технологија не ни дозволува и без лични контакти и средби да се координираме и да напредуваме. Така да ова од еден месец одлагање, мислам дека како попуштаат мерките со пандемијата, така ќе ги заселуваме ние мерките со македонски концепт. Те видов негдека по мреживе социјални на фотографија со една група на девојки, господји и така натаму. Што правите? Ги промовирате кандидатите изборни или? Да, одлучивме бидејќи наевтина кампања и нешто што не бара воопшто ангажирање на средства или средби е интернет кампања. Одлучивме постепено јавноста да ја запознаваме вака преку социјалните мрежи со дел од кандидатите, нивните биографии, нивните ставови, нивната визија за Македонија. Еве во овој период на карантини и седење по дома да се искористи граѓаните да се запознаат со нашите кандидати. Петар Богоевски, иницијаторот и председателот, така ли е? Функцијата е председател на Македонски концепт? Македонски концепт е идеја. Така. Јас сум еден од промоторите, нели? Како промотор на таа идеја, Петар, еве, сведочиме дека деновиве те ќе се свикуваат, те нема да се свикува собранието. Прво, што мислиш воопшто за таа ситуација? И второ, подготвени ли сте доколку не се свикува за релативно кус период после завршувањето на вторава воредна состојба, доколку таа се разбира нема потреба да се продолжува, да негдека веќе во втора половина на јуни се појавите и на избори? Па може термин е 21 јуни или можеби јули, зависно како се толкува тоа колку денови после вонредна или воена состојба може да се одржат избори, согласно ставните одредби. Но што и да се одлучи, прво сакам да ја поздравам одлуката на председателот Пендаровски, која е исклучително државничка, бидејќи во услови кога молчи уставот и законите, треба се донесуваат одлуки базирани на етика и логика. Да, ама некој од ВМРО ДПМН проциркулира една информација дека тоа може да биде и причина за импичмент на Пендаровски. Да, секако, ако ние станеме пратеници во собранието од Македонски концепт, ние нема да ја поддржиме таа иницијатива за импичмент, веќе сметаме дека председателот Пендаровски донел исправна одлука со продолжување на вонредната состојба, бидејќи приоритетно значење има заштита на здравјето и имотот на граѓаните. Сега, од друга страна, обидно да се свика собранието може да се толкува и на два начина. Од една страна не може да се свика собранието кое се само распуштило во услови на редовна состојба. Од друга страна не е и така ова чудно вонредна или воена состојба каде што пратениците се заробени или исчезнат из земјава, па не може да се состанат. Значи, мислам дека што и да се одлучи во која насока да се движат работите, најдобро е новото собрание и да се одржат изборите кога ќе се смири пандемијата и новото собрание да ги донесе тие кога ќе би во можност да се состане, нели, да ги потврди одлуките на председателот за прогласување на вонредна состојба. Да, ќе биде тоа интересна ситуација, бидејќи мене ми е впечаток дека не е толку до тоа да се свикува или не собранието, колку да се направи еден, како да кажам, едно искуство, еден преседан врз кој што потоа ќе може да се градат во слични ситуации однесувањата на институциите, бидејќи уставот не може и не пропишува се што може во реалниот живот да се случи.
Се што невообичаено е, бидејќи не затекна пандемијата во услови кога го распуштивме веќе собранието. Така е. И то веднаш непосредно после тоа. Да не беше распуштено собранието, ние водрена состојба пак ќе имавме прогласено од страна на собранието, а тоа можеше да се дава. Па вчера британскиот парламент заседаваше за прв пат дел и по овие електронски мрежи и така натаму со директни вклучувања и тие беа распуштени па се свикаа наново затоа што треба да се носат одлуки, а и не само да се носат одлуки, туку да се контролира власта од еден, да кажам, вистински орган за контрола, а тоа е собранието. Па вчера му објаснував на мои истомисленици дека не треба многу да се плашиме од некаква си трајна состојба на вонредна состојба, значи трајање без врска година-две на вонредна состојба, бидејќи Македонија е веќе земја членка на НАТО. НАТО јасно кажа дека ги повикува сите своји земји членки да ги состават парламентите и да ги свикаат парламентите. Ние веќе имаме наш стабилизатор, коректор, така да веќе треба да ги забораваме постепено тие паранои од нарушување на државноста. Тука имаме веќе еден силен стабилизирачки фактор. Битно е да се справи Министерството за здравство и здравствените работници со пандемијата. Другите работи ги се решат. Петар, за крај, ако може во една минутка и пол, вие имате нов концепт за македонска идеологија. Се тоа звучи амбициозно, се разбира, че имате прилика и до сега сте имале прилика да ги објаснувате основите на тоа. Некако му се поклапа, целата таа работа се поклопува со оваја забелешка фуснота што ја ставаат бугарите во нашиот договор со Европската унија. Тоа ме подсетува на овие ситуации кога турците во НАТО ставаа фуснота дека признаваат, за да се разбира опонираат на грците, дека признаваат Македонија под уставното име. Како гледаш ти на овие бугарски фусноти и што е во македонскиот концепт во вашата идеологија предлог за разрешување на такви ситуации? Прво, објавата на тој, да речам, таа афера со бугарската фуснота вчера или последните 2 дена е точно темпирана за да се покрие ситуацијата во земјата со пандемијата, односно губење на политички поени кај некои политички партии. Ја чуваа да им биде згодно да извадат. Да. Тоа е политиканство обично и нарушува македонски национални интереси. Второ, Република Бугарија или ние со Бугарија сме начисто. Бугарија кажа дека си имаат нивна државна идеологија која јас се нарекувам живковизам. Тие го возобновија живковизмот со таа фуснота во Европскиот протокол. Меѓутоа, проблемот е што ние во Македонија си немаме наша македонска државна идеологија, односно си функционираме и понатаму на старата југословенска идеологија, која нели си беше дел од таа федеративна идеологија државничка, што си беше нормално, јас не ја спорам. Но денешна натовска и утрешна европска Македонија мора да има своја национална државна идеологија и таа треба да ја сработиме многу брзо, ефективно, за да одговориме на разните фусноти. Затоа што во патот кон него ќе се соочиме со низа фусноти. И ние не може што да се страниме, не може што да бегаме. Имаме апсолутен природен развој на македонската самобитност. Тоа треба да го истакнеме, да го напишеме и место во учебникот за 9-то деление, ќе ќеркам и неки прочитав дека НАТО е непријателска организација, а нашата земја е членка во НАТО, да напишеме наши учебници кои ја штитат и ја хранат македонската државност. Добро, што е право, Петар, мислам дека многу се отиде напред со целата таа идеја и мислам дека се постигна... Зашто во поглед на градење на македонска државна идеологија не сме напреднат. Мислиш внатре во државава наша, како некаква општа атмосфера и така. Па внатре кохезивен елемент, имаме ние етноси десетици во Македонија, кохезивен елемент ни треба, изева идеологија која сите прифаќаме, признаваме и ја штитиме државноста. Петар Богоевски, ќе имаме ние време и прилика, се надевам и во наредниве месеци да разговараме за овие работи, бидејќи тие не се за вака на брзина да ги поминеме. Благодарам за ова утринско јавување и се надевам дека следните јавувања ќе бидат и за
по нормални политички теми, а не за коронавируси, во кои што мораме сите да живееме и работиме, помалку немаме што друго да правиме. Како беше она? Што дошло, добре дошло, да го поминиме. Што е наше ќе си дојде. Да, така е, Петар. Благодарам многу.